Добрите манири се само еден начин на покажување респект кон другите. Ова е тоа, тоа е тоа, тоа е се. Вистинските џентлмени секогаш знаат да бидат одмерени. Денес имам посебна чест и огромна привилегија да зборувам со еден човек кој што е познат во светски рамки, а сепак е наш. Моето задоволство да зборувам со господинот Владко Стефановски. Владко, баш ми е драго што си наш гостин. Добре дојде. Благодарам на поканата, мене ми уште подраго. Ти благодарам, Владко, што ја прифати поканата пред се. Како што најавив, светски, а наш. Како е да се биде познат и признаен во тоа што го правиш толку добро? Што го правите, се извинам, дали може да преминеме на ти во сам старт, ако не ви пречи? Можеме одма да преминеме на ти. Да, ти благодарам, Владко. Значи, како е да се биде познат и признаен за тоа што го правиш толку добро? Па ја неколку пати сум повторил дека се обидувам да не ги мешам двете мои страни. Едната е приватната, другата е таа јавната. Значи да не ја мешам персоната со моето чувство за самиот себе си. Персоната некако се пробива низ светот и се пробила низ светот и успеала да постигне некои, како да кажам, успеси, да направи нешто значајно, да се запознае со некои интересни луѓе и да учествува во некои значајни проекти. Да. А мојата лична и приватна страна се обидувам да ја чувам за себе и за моите најблиски и се обидувам да преживеам во овој доста чуден свет во кој живееме и во ова чудно време во кое живееме. Апсолутно чудно време, да. Се сложувам дека приватноста е се што имаме на овој свет и треба да го чуваме тоа. Во твојот последен албум, Тафталиџе Шафал, за кој што ќе зборуваме малку подоцна, велите дека се обидувате да ги вратите трајните вредности на музиката која што некогаш беше, нели, која што го дрмаше светот. Дали денешно време создава трајни вредности или мислиш дека се е инстант? Секое време создава трајни вредности и секое време, само што во времето кога тие вредности настануваат не се доволно препознаени и не се доволно видливи. Сигурно сега некои млади луѓе во своите студија, лаборатории, училници, сигурно имаат некои визии за кои не сме свесни сега дека ги имаат. Да. Сегашните генерации ќе го направат тоа што се очекува од нив и дури кроз 10-15 години ќе видиме што овие млади луѓе денешни успеале да постигнат и што успеале да направат. Колку ние да сакаме или да не сакаме, светот оди напред. Точно. И не можеме да го сопреме, не можеме да кажеме во мое време. Секој човек е носталгичен по неговата младост. Да. Затоа што младоста е тој највозбудлив и незаменлив период. И сега да прашате некој од 90 годишник, ќе ви каже, ја кога бев млад, тоа беше најдобро. Да. А може би тоа бил некој тежок период помеѓу две светски војни, на глад, на сиромаштија, на немање, ама ете, тогаш тој човек бил млад, па му изгледала неговата младост фантастична. Од една дистанца од сегашна твоја возраст, кои години во твојот живот ти биле најубави, апропо муабетот? Па е таа декада од 70-ти години. А тоа што сум бил тинеџер во 70-ти години и значи некаде до почетокот на 80-тите години ми беше тој период на тотален занес, на креативност, на растење и физичко и духовно и ментално и уметничко, ако сакате. Тој период ми беше незаменлив. Првите патувања во странство, првата фасцинација од големиот свет, првиот голем бенд Леби Сол, првите големи успеси, првите албуми, снимања, популарност, слава. Да. Се заедно. Тоа е тоа. Дали, јас ќе тргнам од моја гледна точка и како глумец и како пејат, па и како водител, секогаш се трудам и викам дека успехот за константно креирање и творење е да го задржиш детето во себе. Колку Владко успева да го задржи детето во себе? Кога ќе помислам колку позади мене е тоа дете, ме фаќа страф од една страна.
Не знам, ја задржувам и ја задржав љубопитноста. Мене ме интересираат многу работи. Ме интересираат и многу професии, и многу занаети. И читам доста книги и ме интересираат тие тајни фајлови кои не се така кои не ни се баш пред очи. Не тајни фајлови, не толку тајни, туку непознати. Да. Непознати ќошиња на нашата душа, непознати предели од нашава планета, непознати вистини за универзумот кој не обкружува, а толку многу непознато има, што човекот донегде стигнал, ама има уште многу работа, човештвото и човекот за да проникне до сите возможни тајни што не окружува. Всушност многу малку е познато, а другото многу малку е познато, а многу тоа е непознато. Да, дека го спомнавме детето, додека Владко растеше, дали често си добивал совети од твоите родители и кој совет најмногу ти останал како мото во животот, како двигател да кажам? Па моите родители беа исто така уметници, беа прилично обседнати и преокупирани со себе и со својата работа. Татко ми го памтам како пуши, како пишува на машина. Постојано пушеше и пиеше кафиња и куцаше нешто на машина. Мислам, одеше у театар, се враќаше од театар. Мајка ми ја паметам и со незините друштвени, со незините вицови и во кујна ја паметам како го отвела, и со незините проблеми. Кој совет ми го даде? Па луѓето, децата не ги почитуваат стриктно советите што им ги даваат родителите. Туку децата учат од она што го гледаат, не од она што го слушаат. Точно. Значи, гледаш како се однесува татко ти во одредени прилики, гледаш како се однесува мајка ти, како реагира према луѓе, према одредени појави, и во радост и во жалост. Дали игра на свадба, дали плаче на погреб. Мислам, ги гледаш, децата впиваат како сунгери, впиваат од она што го гледаат. Најдобро се учи ако си мало дете под маса, кој ќе дојдат гости. Да, апсолутно точно. Малце дзиркаш по туѓите нозе, да не кажам под нечии сукњи, а малку слушаш што се збори. Горе се игра карти, може да се играат карти, може да се пие нешто, може да се кажуваат вицови, а може би се пеат песни. И сега тоа е многу значајно. Децата се како магнетофони, како камери, снимаат се. А совети, се разбира дека имало совети. Татко ми кажал многу значајна работа. Синко, правиш што ќе правиш, ама све да правиш со мерка. Тоа ми го кажа. И тоа сум го запамтил. Значи се со мерка, и јадење, и пиење, и жени, и комар, до дрога не сме ни стигнале. Ама со мерка. Во претходното прашање спомнавте некои работи кои што морам да заклучам дека се одлика на добар џентлмен. Сите тие интереси, љубопитноста, можам да заклучам и од ова прашање сега дека џентлменството пред се излегува од дома, значи гледаме дека Владко е изграден и докажан џентлмен. Дали Владко себе си се смета за џентлмен? Џентлмен не се раѓаш. Џентлмен се станува. Дефинитивно. А се станува со тоа што почнуваш да не се гледаш само себе си. Џентлменство е да развиеш чувство за другите околу себе, да отстапиш ако треба. Ако треба да отстапиш, чекаш ред за аптека, ако видиш некој изнемоштен или постар, отстапи му го местото. Ако видиш некој дека проаѓа улица, застани, ако не е пешачки премин. Точно. Застани, пушти го да пројде. Ако видиш, не знам сега, милиарда примери има во секојдневниот живот, кај што би можеле да бидеме малце џентлмени. Ако некој ти се дере, не можеш ти да се дереш назад на него. Така е. Тоа е точно. Можеш и да преќутиш и да спуштиш топката и џентлменство. Џентлменство е нешто, навистина нешто што многу ни треба нас. Да, ние и почнавме една кампања, како што почнав јас со емисиите, пред неколку емисии, за кампања за добро однесување, за освестување на џентлменството во Македонија и да го спасиме тој вид на изумирање. Таква ни е кампањата. Па знаеш, загрижувачки, мислам, толку сме со краток фитилј. Сите. Толку малку ни треба да пламнеме и да... Океј, тоа е можеби поради менталитетот и поради југот на кој живееме. Можеби е тоа некаква
колективен менталитет, некако, како да кажам, тоа не одредува веројатно во просторот и во времето, ама многу би било добро да се трудиме да бидеме малку поинакви, малку по-джентлменски да се однесуваме. Да, морам да го напоменам ова, иако не ми е во сценарио со муабетиве што ги правиме, значи еден од најголемите автори на нашето поднебие со кој што јас влегов и на факултет со приемен испит, твојот брат, маестралниот Горан Стефановски, тој ова го говореше во своите книги, само што мислам дека доволно нашиот народ, поготово младите луѓе ги немаат доволно прочитано неговите драми, ова сето е кажано таму. Само треба да се прочита меѓу редови малку. Ќе ги прочитаат, да. Време ќе ги прочитаат. Се надевам, да, но сакам да кажам дека ова се говорело многу пред ние, сега да го кажеме, и ние да ја почнеме оваа кампања. Се зборувало и ќе се зборува, само што колку ние сме спремни тоа да го восприемеме. Горан беше редок, како да кажам, редок интелектуалец и гениалец, апсолутно да кажам. Тој го имаше скенирано нашиве луѓе и нашиот свет овде, да. Го имаше скенирано безпрекорно. Буквално така. Безпрекорно го фатил менталитетот, го фатил клучот, ги фатил историските заблуди и вистини, а од друга страна он беше голем джентлмен. Он абсолютно, беше да. со сите внимателен. Да. Он беше внимателен, он се смееше и на просјаци и на цареви. Со сите беше френдли, да, беше многу тоа. насмеан, срдечен, со сите. Еј, каде си, здраво, и пешки шеташе, стално не возеше кола. Да. И стално од Дебармало до аеродром кај што живееше, ќе сретне 20 души по пат и со сите ќе направи муавет. Кај си, што си, како си и така натаму. Големината на човекот, тоа е. Немаме многу време. Животот е многу краток. Да. Немаме ние многу време за поправни испити. Апсолутно е така. Значи, ако си груб, ако си невнимателен и ако си, да кажам, обратно од она што е джентлмен, може би во моментот нема да си свесен за тоа како се однесуваш, ама ќе поминат некои години, може да ќе ја спуштиш топката, да. Па ќе видиш дека си грешил. Доброто однесување потекнува од дома. Воспитувајте ги своите дечиња уште од најрана возраст, од најмали нозе. Тие се можност со нивното убаво однесување и позитивна енергија да бидат нашата карта за подобро утре. Владко, доста си позитивен, тоа се гледа и во твоите дела. Знаеме сите дека ти се случија стварно тешки работи, тешки моменти. Како успеваш да ја задржиш позитивата и да продолжиш со животот? Што те мотивира? Да, навистина поминав многу тешки моменти на многу планови, на многу основи. Што ме мотивира? Борбата за опстанок, некако survival, борбата за опстанок, личен опстанок и опстанок на моите деца, мислам. Да. А и конечно и на моите соработници. Се трудам и да имаме малку работа, да оствариме малку екзистенција. Сега не би спомнал, сега сме стварно осудени сите заедно што се бавиме со оваа изведувачка уметност, сите сме некако како казнети да. И немаме работа и ќе видиме до кога ова ќе трае. Ама секој ден, како ви кажат, нов ден, нова нафака. Да. Секој ден можеш да се бориш одново и одново за виделината што ја гледаш. Апсолутно. Секој ден можеш да се бориш. И секој ден можеш да го заработиш ручекот. Да. На било кој начин. Така не мора, сега зборам символично, ама добро е да го заработиш ручекот. Добро е да не одиш на ручек одма од станување, од кревет право на ручек. Добро е нешто да направиш, макар така да го исчистиш дворот со метла. Да. За да го заработиш. Апсолутно. Марко Цепенков има гениални приказни каде што вика дека доколку не си го заработиш левот, немој да го јадеш, да се створи работната навика, нели? Тоа е тоа. Така е. Баш имаше пример за ручек со метла. За мене и мислам дека и за Македонија си важи за урбан лик. Колку мислиш дека околината каде што се расте, малото, другарите придонесуваат за тоа човекот да се изгради во тоа што се изградува? Па многу е важно, мислам, подеднакво се важни и гените и наследството. Многу е битно со кого се дружиш. Викаат србите с ким си такав. С ким си такав, да. Значи, многу е битно кои ти се другари. Ако ти се некој тројца криминалци, ако имаш другари, нема шанси да не станеш ти криминалец. Да. Ќе те пратат прво по цигари, после ќе те пратат да обиеш трафика. Точно. Мислам, Точно. Така е.
се дружиш со интелектуалци, може да ќе ти поделат некоја книга да прочиташ. Ако се дружиш со фанови на музика, ќе споделиш некоја плоча со нив, некоја лента, некоја плоча, некој сознание, некоја фасцинација ќе споделиш со нив. Така што се расте заедно. Ние растевме заедно, мојата генерација правевме бендови, игравме баскет заедно. Малку баскет, малце свирење. Малце фудбал, малце одбојка, малце некои фотографирање, карикатури, со фотографија озбилно, сериозно бавење, мислам, развивање фотолаборатории, развивање фотки, мислам, сликање, мотиви, барање, правење стратегии како да се пуштате на девојки, нели? Тоа е башка, тоа е стандардното, да. Тоа е башка, тоа е иако морам да признам дека не сум фатил гитара за да полесно придам до девојките, не било така. Не? Сум ја фатил гитарата зашто сум бил фасциниран од. А ова е само додатна камата, тоа што полесно ти приоѓаат девојки, полесно стапуваш у контакт со. Јас на пример кога одев низ годините на одмор, научив неколку акорди, нели за да бркам женски и сватив дека гитаристите секогаш на крај стануваат сами. Сите ќе си фатат женски од околу, што доаѓале ради гитаристи. Овој со гитарата ќе станува, да. Знаеме дека кога свириш, кога во настапите твои во живо, цело време свириш со затворени очи. Јас лично како уметник од таа страна разбирам, но сакам да му доловиме на луѓето што Владко доживува кога ги затвори очите на сцена и кога свири. Тоа е, тие слики што ја ги гледам свирејќи се потпуно апстрактни. Не гледам ја некои ситуации, некои луѓе. Гледам можеби некои линии кои се линии имагинарни кои би можеле да бидат слични на линиите што ги свирам. Значи на мелодиските. Да. Значи имагинарни линии кои можеби се мелодиски линии. Тоа е. Так. Углавном некакви флуоресцентни светла линии, да не речам ласерски. Да. Значи лета тамо вамо. Продолжи да го гледаш тоа затоа што ние што го слушаме тоа додека ти ги гледаш линиите е фантастично. Дали си суеверен? Имаш ли ритуали пред настап? Не. Ништо? Не сум суеверен. Не на тој начин. Да свртам чорапа наопаку против уроци, тоа не. Не, моите ритуали се... Јас сум го... Битно ми е да сум одморен, да сум на добра кондиција. Инаку да правам некој моуџо, тоа го викаат блуз музичарите. Види, имам ја мој однос со гитара, со инструментите, имам ја своји ритуали. Моите ритуали обично се пред да тргнам на пат. Значи, некако прво ја пакувам опремата, после ја пакувам гардеробата. Прво ги пакувам инструментите и тоа е еден ритуал кој ми е многу важен. Значи, да ги спакувам гитарите, да видам нови жици, да ставам каблови, да не заборавам некоја педала, некое напајање, некој трансформатор, нешто, да не заборавам. Трзалици у секое време во джеп, еве сега ќе искористам прилика да ти подарам една, ако нешто ти значи. Ми значи многу да знаеш. Еве ти една трзалица со мој потпис, или со моје лого. Ти благодарам. I got my mojo working, guys. Ова за сите што ќе ми љубоморат сега. Сега, се разбере дека имам такви некои мини ритуали, ама не сум суеверен, не. Да. Не сум, што би се рекло, празноверен. Празноверен, да, тоа е празноверство баш. Тоа, дали мислиш дека во светот на музичарите и во светот и кај нас постојат музичари џентлмени? Како да не, углавном се музичарите големи џентлмени. Да, и тоа е. Иако важат за арогантни фраери или арогантни особи, може би тоа на прв поглед. Затоа што луѓе има потреба да се заштитат од агресивни фанови или од агресивни, што знам, приоѓања и затоа често знаат да имаат одреден гард. Сум сретнал големи џентлмени музичари, големи, од Стинг па надоле. Да. Сум упознал многу луѓе и Стинг со мене беше прав џентлмен, прав англиски џентлмен. Сум го упознал и Принц Чарлс, џентлмен. Со сите манири. Со 5 минути внимание, ама
5 минути, ама вистинско Вистинско внимание. време, точно. Значи фокус, 5 минути. Джон Маклафлин. Голем джентлмен. Владко, без кои 5 работи не можеш да го стартуваш денот, да кажеме? 5. 5, нека 3, не знам. Во последно време имаме една обврска која во исто време и ме нервира, а и ме релаксира. А тоа е што имаме едно куче, еден лабрадор кој е многу темпераментен и кој пред 8 часот на сабајле ме буди со лајање, морам да го наранам и морам да го прошетам пред да го испијам првото кафе. И кафето ми е, морам да признам, многу значајно на сабајле, ама прво го шетам кучето, па после си правам кафе. Исто Можам јас. на рад да го испијам. Јас имам малтезер, малиста обврска имам и мислам дека тоа е многу убаво уствари. Обврската е многу убава Да. и таа рекреација што ми ја пружа тие пола сат шетање, тоа е стварно како го доживам како утринска вежба. И многу е добро од кревет да не се заседнеш одма во фотелја, туку да направиш нешто физички, некоја акција пред да седнеш да пиеш кафе. Тоа е тоа. Значи тоа ми е најважно и што знам и да фатам гитарава да видам има ли порака од подсвеста. Така, Да така. видам има ли нешто за мене. Одлично. Фантастичен одговор, навистина не би навлегувал понатаму. Што сака Владко да прави кога не работи, во смисла кога не свири, кога не твори? Почнав многу да готвам, открив страст во готвењето и почнав скоро секој ден готвам разни јадења и можам да кажам дека стварно добро ми оди. Ги припремам работите на време, гледам да соберам, да купам од пазар све што ми треба, да го спремам ако е месо, да го спремам во маринат однапред, да оставам 5-6 дена да седи у маринат, да омекне. Ако е бифтек во прашање, почнав риби да ставам на скара, да почнав али углавном знам да готвам јадења што се јадат со лажица. Со лажица, да. Граф, леќа, зелка, компир манџа, експерт, спанач, све научи. Јас тоа го тврдам од секогаш дека вистинскиот джентлмен мора да знае да готви. Ако Ама тоа ќе мора. научи ако некој знае да каже не ме Понтажи, бива. Ма какви? Кој не го бива? Па тоа викам. Мајка ми на таа реплика не ме бива, мајка ми викаше мечка ќе научи точак да вози во циркус. Точно. Владко, знаеме сега дека Тафталиџа Шафл направи малтене бум, да кажеме, народски и во Хрватска еден од најпродаваните албуми. Беше пред Нова година Пред Нова најпродаван година, албум. да. Што сака да каже авторот? Со тој албум. Авторот сака да каже да се врати во својата младост, да најдобар можен начин, да се присети на добрите времиња, на времињата кога, како викаат, Господ одеше по земја, одеше пешки, кога луѓето, меѓулюдските односи беа на некој сосема друго ниво, кога желбите можеби беа многу поскромни, ама животот беше многу поубав, кога сите некако има малку, ама им беше доволно. И времињата кога јас растев, зборевме пред малку за тие 70 години, сакав да се вратам во мојата гимназија, на првите игранки, сакав да се вратам на првите влюбувања, сакав да се вратам на што знам, на првите бендови, на фасцинацијата со плочи, со хајфи системи. Авторот што сакал да каже, многу ми е драго, албумот е отпеан на македонски јазик. Знаете ли кој е успехот во Хрватска да си на прво место со албум на македонски јазик? Тоа е невозможна мисија. Да, апсолутно. Невозможна мисија во овие балкански констелации. Апсолутно. Така што тоа тоа е мој јазик, ја пишувам на тој јазик. Тоа е мој мајчин јазик и ја пишувам на тој јазик. И тоа е толку природно и толку автентично. Ништо не го разбирам Јусу Надур кога пее на некој свахили, на некој афрички, помешан со француски. Ништо не го разбирам Салиф Кеита кога пее исто така некој афрички јазик. Ништо не го разбирам, ама пораката доаѓа до мене. Апсолутно. Затоа е истото викам, театар можам да гледам на секој јазик иако не го било разбирам. кој јазик, све ќе разбереш. Точно. Тоа е точно. Ако е автентично и ако е точно. Да. Морам да се навратам повторно на Горан која што изјава има една маестрална каде што вика јас научив да мислам на англиски, ама не научив да чувствувам на англиски. Така да тоа е муабетот, кога чувствуваш ти музиката, ќе ја почувствуваат и сите. Не е битен јазикот, нели?
Игранка, гаража, огледало, диаспора, раскрсница и уште неколку песни, но сепак немаш песна за себе. За мене? Да, во целата приказна. Види, јас како автор морам да се изземам од она што го правам. Ја не сакам да се идентификувам со тоа што го правам. Јас сум само обсерватор, јас само гледам што се случува околу мене. Таман работа да си посветам песна на самиот себе, тоа би било многу нарцисоидно. Да. Значи, таман работа сега да отпеам песна за Владко, мислам, тоа би било страшно. Би било супер некој друг да ми напише песна за мене. Да. Тоа би ми ласкало. А вака сам, знаеш како, во целата збориме за джентлменство. Да. Джентлменство значи изземање на самиот себе. Точно. Премногу луѓе зборат, ама знаеш ја, ама ја, и премногу луѓе почнуваат реченицата со јас. Јас да ти кажам. Јас знаеш колку, и јас као што умеам да кажам. Многу имам респект кон луѓе што се осамуваат и што дали се монаси или се во екзил по свој избор. Значи, ако би можел се во некоја колиба на планина, да одам едно 6 месеци, ако ми веруваш, дрвена колиба од 15 квадрата, да можам да отидам и само да ќутам, да молчам. Така што со тишина можеш да кажеш често пати многу повеќе отколку со врева. Јас тоа викам, драги ми се луѓето со кои што можеме заедно да одмолчиме. Така е. За цело ова би сакал сега неформално една книга да ти предложам, Екарт Тол Нова земја се вика книгата. Ако не си ја прочитал да ја прочиташ, Не. за целиот муавет е многу интересно. Тој му е духовно гуру на Џим Кери. Океј. Да. Џим Кери тоа што го доби целото просветлување изминатиот период е поттикнато од него. Џим Кери е еден од моите омилени И од комичари моите. И од моите. и жал ми е затоа што е во депресија, знам дека е Да. пати од депресија, ама обично е така, кловновите се тие што плачат. Што се најтажни, нели? Џокерот целата приказна и тоа е Така тоа. е. Значи, Џим Кери брилијантен глумец, брилијантен комичар, од друга страна прилично несреќен, прилично депресивен. Обично и комичарите така завршуваат, за жал. Ќе ме подсетиш уште еднаш, Да, кога нема завршиме проблем. разговорот за книгата. Нема проблем. Да се вратиме на прашањето за наградата Маж на годината. Што оваа награда представува за тебе, да кажеме? Благодарен сум на наградата. Го учам занаетот, односно ја учам дисциплината на джентлменство, се уште верувам дека ќе стигнам до некаде со пробувајќи се да бидам джентлмен. Затоа што во младоста сум бил доволно дрзок, доволно арогантен. Сум бил доволно можеби и груб со многу луѓе. Ама човек како влегува во одредени години, ги сваќа грешките од младоста, ги сваќа заблудите од младоста и се обидува, што вика Џибони, да се помири со светот. Да, Знам дека е многу тешко. Тешко, дефинитивно. Сите сме луѓе и Дефинитивно. сите знаеме да пламнеме, да избувнеме, да повредиме, да навредиме, да кажеме лош збор. Па имам еден стих во песната Немам песна за тебе на албумот Тафталиџа Шафал, кај што викам голем камен фрли, голем збор не кажувај. Ако можеш прости и ништо не прашувај. За сите тешки грешки нема лесни утехи, за високи врвови нема скратени патеки. На тој стих сум особено горд. Тоа е една голема вистина, една голема Да, филозофија. така што тоа е тоа, сите сме луѓе и сите упаѓаме од една во друга грешка, ама добро е да сме од тие грешките што ни направиле да учиме помалку. Па тоа сакав да кажам, од грешките треба да учиме, нели, искуството е најдобар учител, што викаш. Некогаш си бил таков, сега се стремиш да бидеш Се радам. поинаков и подобар човек, нели? Јас тоа исто го викам, еден џентлмен и еден човек пред се треба да се стреми во животот да стане се подобар и подобар. Тоа е идејата. Да, Владко, ние ти спомнав и прегаска, работиме на кампања, почнавме за добро однесување и за џентлменски совети, но пред се добро однесување. Дали имаш некоја порака да им пренесеш на гледачите на нашата емисија за тоа, од тебе да искочи? Па знаете што во тој контекст има едни две поговорки кои викаат кој е најубавиот цвет? Најубавиот цвет е несобраниот цвет. А кој е најубавиот збор? Најубавиот збор е проголтаниот збор. И најслаткиот збор е оној што нема да го изговориш. Може би сакаш да навредиш некого, ама ако го голтнеш,
тој збор станува од многу отровен, станува многу сладок и многу лековен. Значи, пред да кажеш било што, изброј до 5. Па и до 10 ја би рекол, може би е подобро. Владко, ти благодариме, задоволството беше Ја ви наше. благодарам на поканата, голем поздрав до вашите гледачи и со идеја и со надеж за подобар, похуман и поџентлменски свет. Ти благодарам. А јас за нашите гледачи ќе кажам, секогаш кога говорите и разговарате со вашите сопруги, имајте на ум дека овој разговор може да биде снимен и сигурно ќе биде искористен во следната караница. Уживајте. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this. I did it my way. Yes, there were time, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I did hope and spit it out. I faced it all, and I stood tall and did it my way. I've learned I let and cry. I had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in the shy way. Oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to save the day he truly feels, and not the work of one who kneels. The record shows I took the blow and did it my. Oh no,
Oh no, not me. I did it my way. Негувајте добри навики.